Сонцето штетно влијае врз кожата и во пролетните денови. Зрачењето во април и мај може да биде јако како и во јули и август. Иако не е лето, треба да се внимава кога сме излезени надвор. Влијае антидепресивно, имуномодулаторно. Во кожата знаеме дека се создава витаминот Д. Така да не треба да бегаме од сонцето, но треба да знаеме како да се однесуваме кон него. Ја дочекавме пролетта, за некаде во природа да ја впиваме топлината на сончевите зраци и да ја добиеме првата боја. За штетното УВ зрачење и не размислуваме, затоа што мислиме дека уште е рано, но црвенилото на лицето и дамките предупредуваат да бидеме внимателни. Лекарите истакнуваат дека поради оштетениот озон, зрачењето во овој период од годинава, сонцето може да биде многу силно. Еве како дел од граѓаните се заштитуваат од мамењето на пролетното сонце. Па штетно, јасна работа, треба да носиме очила за сонце, темни, па ќе носиме чедар, на сенка ќе одеме. Обично или кошула или не смеам да се изложам гол на сонцето моментално. Многу луѓе се толку зависни од сончење, особено во пролет, то не се грижат за предупредувањето од лекарите. Еве како можат да се заштитат. Веќе ни предстојат топли денови и треба да внимаваме како ќе се однесуваме кога ќе престојуваме на отворено. Пред секој излегување надвор, ова се однесува, значи луѓето, посебно на луѓето кои што имаат светлден. 50% од енергијата на сончевиот спектар доаѓа од видливата сончева светлина, а 10% од ултравиолетовите зраци. Најголеми оштетувања на кожата прави видливиот дел од сончевиот спектар и ултравиолетовите зраци. Хроничната експозиција на сонце во подолг временски период е одговорна за појавата на кожни промени од типот на акутни, во колку кратко време кожата изложена на сончева светлина, а од хроничен карактер промени се добива по подолготрајно изложување на сончева светлина. Тоа се однесува веќе раната пролет, летото, касната есен исто така, ако изобилува со поголем број на сончевина или денови. Сепак во одредени делови од денот сонцето има и добротворно дејство на кожата, делува антидепресивно, помага при продуцирање на витаминот Д во човековиот организам.